Меѓудржавните средби организирани на највисоко ниво се одлична можност за развивање на економската соработка и продлабочување на бизнис конекциите. Затоа и последната B2B средба на македонски и турски стопанственици во присуство на највисоките функционери на двете земји наидува на одобрување и пофални зборови. Генерално добри се секогаш овие средби кога станува збор на економски план да се зајакне соработката со пријателски земји кои многу инвестираат во Македонија, но нашиот фокус не треба да биде само кон една земја. Повеќе би сакал да видам во високотехнолошки и високо развиени држави кои имаат високотехнолошки компании кои би инвестирале во Македонија. Пред настапот на бизнис форумот во Истанбул, македонската влада организираше слични средби со функционерите и бизнисмените од Унгарија, Австрија и Хрватска. Пекевски смета дека тоа се мощни охрабрувачки потези за развојот на економијата, но вели дека државата мора ревносно да се справи со корупцијата и криминалот, кои можат да имаат мощно штетно влијание при обидите да се привлекуваат директни странски инвестиции. Логичен чекор е прво државата се заврши домашната работа, а пред да ја завршиме домашната работа не можеме да бараме довешни инвестиции. Се додека не го решиме криминалот и корупцијата кој владае во Македонија, поготово гледаме во судскиот систем, каде што довербата е под нула, не можеме да очекуваме, бидејќи прво нешто што бараат странските компании е стабилен економски систем, но и нула толеранција кон криминал и корупција. На форумот во Истанбул македонската делегација беше предводена од премиерот Христијан Мицкоски, кој на Турција ја представи македонската економија, заедно со заменик претседателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Во владината делегација беа присутни заменик претседателот на владата и министер за европски прашања Беким Сали, министерот за економија и труд Бесар Дурмиши, министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска, како и директорот на технолошко-индустријските развојни зони Гоце Димковски. Покрај високи владени представници на форумот беа присутни и бројни стопанственици и инвеститори од двете земји, а фокусот е ставен на продлабочувањето на економската соработка, зголемувањето на трговската размена, привлекување на нови инвестиции, унапредување на инфраструктурното поврзување, енергетската соработка и развојот на заеднички проекти од стратешко значење.